Јас извинувам, меѓутоа самоволието кое што го манифестирате овде на оваа комисија не е дозволено. Ова е начинот на кој што едно време владееше ДУИ и токму поради тоа вие сте во моментот во опозиција. Тоа што сте претседател на оваа комисија не ви дава вам за право своеволно да го толкувате деловникот на собранието и да не дозволите одредена точка да биде ставена на дневен ред. Имате барање од двајца пратеници кои што се членови на оваа комисија и кои што согласно деловникот имаат право, односно согласно членот 131 од деловникот, имаат право да побараат дополнување на дневниот ред со одредена точка. Оваа точка се уште не го поминала филтерот на комисија. Вие имате обврска да го ставите тој нивен предлог на гласање на кворумот на оваа комисија. Значи, вие не можете самоволно да одлучувате кој предлог на претениците ќе го ставите на усвојување, а кој не. И во исто време да давате образложение кој што воопшто не држи вода. Јас ве повикувам да се држиме на новиот деловник, тоа што вие не сте го ставиле, не сте ја ставиле точката на дневен ред, тоа е ваша одговорност, за која што јас верувам дека ќе бидете повикани за одредена интерпелација, затоа што на овој начин воопшто не може да дозволиме да се води оваа комисија. Ако сите се држиме до деловникот, тогаш и вие имате обврска да се држите до деловникот. Во спротивност, ние ќе повикуваме и на ваша оставка и на ваше понатамошно одредена одговорност, заради тоа што самоволието во оваа собрание повеќе нема да биде дозволено. Ви благодарам.